дека овој буџет е развоен, покажуваат ставките, но дали е остварлив, тоа е знак на прашање. Односно, обемот на кој што се планира да се трошат тие средства и динамиката според која би требало тие средства да се собираат е малку проблематично, затоа што ние стопанствениците познаваме една проста математика. Ги делиме периодите, деновите со можете приходи. И тука има еден мал расход, мислам, на целата ова приказка, која што многу добро звучи и е токму таа која што ние цело време ја трумбетираме и која што ја бараме пред да бидат изборите. Кога се има ребаланс, најверојатно намената му е на тоа да сите оние средства кои што останале неискористени во претходниот период да можат да се пренаменат, да бидат во фокусот онама каде што навистина се неопходни и се потребни. Капиталните инвестиции се нешто кое што е навистина важно за Македонија, особено во оној дел на градежништвото, бидејќи знаеме дека во изминатите 5 години тоа и беше двигател на нашата економија, покрај сите останато кои што е во приватниот сектор. Меѓутоа многу поважно она кое што го напоменуваме секогаш дека е многу поважно да се фокусираат да кажеме институциите на власта преку овој буџет да бидат наменети средствата на продуктивни трошења, да се скратат непродуктивните трошења, што е нешто кое што беше навистина тешко да се избегне во изминатиот период и во секој случај одговорноста за начинот на кој што тие ќе ги наменат овие средства е нивна, така да верувам дека сакаат и ќе знаат да ги наменат оние средства каде што се најмногу потребни. Ми е страв дека и овој буџет ќе ја доживее таа судбина на високи износи на капитални расходи, а во реализацијата да не се случи такво нешто, и мајки во предвид дека доаѓаат летни месеци, доаѓа затишје пред изборите, знаеме дека тогаш месец-два речи се неупотребливи овие постапки на тендерирање и така натаму, така да сметам дека прилично е известно дека сумата што се предлага во ребалансот нема да биде реализирана. Се разбира, ова е став на прагматичар, инаку ако ставиме на дигитрони на маса, проверуваме стапки по месеци и по денови реализација, дури може човек да каже дека следото тоа може да се реализира.